Некои сметаат дека овие стихови што ги прочитавме се напишани под форма на химна, тоест имаат за цел да прослават херој, спасител, да го прослават единородниот Син Божи кој дојде не да осуди, туку да спаси од суд. Предпоставам дека ни се добро познати химните или песните кои го спеваат јунаци. Ако во минатото македонскиот фолклор, основниот мотив во македонскиот фолклор бил љубовта, маката на народот, работењето по линијата, жетвата, последните децении основниот мотив е борбата, патриотизмот, се воспеваат херои. Не било сегаш така, тоа е последниве децении. Моменти од револуционерната историја и мислам дека имаме повеќе песни за борба, колку што навистина имало борби во историјата. Како и да е, велат дека на Балканот има толку многу историја што тешко се конзумира, а пак мислам дека ние имаме толку многу патриотизам кој тешко можеме така да го со нашиот патриотски желудник да го свариме и создава киселина помалку, при повеќе. Како и да е, ова е химна во која се воспева Спасител. Еден кој што дојде да направи спасителна акција. Не знам дали американците имат патриотски песни во кои воспеваат народни херои, можеби немаат они народни херои, меѓутоа они имат филмови. И голем дел од филмовите се за јунаци, тоа е командоси, некои специјалисти кои одат во различни точки на светот и спасуваат заложници, затвореници и секогаш победуваат. Дури еден може командос да отиде и сите да ги убие и да ги спаси оние што се заложници. Овој текст говори за нешто слично со една разлика, голема разлика. Таа спасителна мисија е за светот. Не е вакво себична. Нашите јунаци се бореле за своите, да си го заштитат својот дом. И тие кои што, големи јунаци американски, одат за своите војници да ги ослободат. Не непријателите. Додека Христос дојде, единородниот Син, за да го спаси светот. Светот кој е непријател на Бог, светот кој во својата природа се бунтува против Бог. Непријателство е светот на Бог. И Бог толку го засака паднатиот во темнина човек, толку го засака бунтовниот човек, што го даде најдоброто што го имаш, најголемото, го даде својот единороден Син. И тука, кога говори со големината на Божјата љубов, Јован го има токму тој аспект во предвид. Светиот Бог, совршениот, погледна и виде таму едни мизерни, бедни, луѓе кои заслужуваат само суд и го прати својот единороден Син. Најдоброто го даде за најлошото, на безусловна љубов. И тоа го направи за да го спаси. Да го спаси светот, за да нема осуда. Да нема гнев, туку да има вечен живот во Божјото царство. Така да, овие стихови, ни денеска ќе продолжиме од 70-тиот, меѓутоа одат заедно со 16-тиот стих и говор за таа најголема спасувачка акција во историјата на човештвото, во која што самиот Бог е вклучен. И како во американските филмови нема жртви од спасителите, во нашите обично умираат песни, храбро јуначки, овдека во оваа спасителна мисија има жртва. И тоа најскапата жртва, најскапата цена, најскапата крв е пролеана. И за да го сватиме подобро овој текст, добро да го видиме целиот контекст, бидејќи има многу термини користи Јован, кои си имаат своји значења во неговата литература, воопшто во Библијата, воопшто во употребата, во обичниот речник, па ќе биде добро да ги видиме сите тие работи, за да го сватиме текстот подобро, бидејќи е многу важен.
овој текст. Така, Бог толку го возлюби светот, неколку зошто. Во овие колку 5-6 стиха, скоро секој реченица започнува со зборчето зашто или затоа што или бидејќи. Тоест има една причинска врска. Има причина поради која се случуваат работите кои се случуваат. Бидејќи Бог толку го возлюби светот, затоа тој го даде својот единороден син. И потоа продолжува зошто го даде својот единороден син во следниот стих. Го даде или го испрати во светот не за да му суди, туку светот да биде спасен. Не да се спаси, би требало да биде подобар превод, правилно текст е, за да биде спасен од него, преку него, сон и така нато, заради него, таа негова жртва. И како што реков, нели, ова е химна кој треба да воспее едно големо дело, грандиозно дело. Зошто? Бидејќи со целото право Бог можеше да го прати синот да го осуди светот. Зашто ако нели во тие човечки спасителни акции заложниците се жртви на некакви терористи, во нашиот случај човештвото си е виновно за ситуацијата во која се наоѓа. Ја сноси целата одговорност за таа состојба во која што е. Така да правилно беше Бог да го прати својот син за да го осуди светот, т.е. да го казни светот, да го уништи овој свет. И навистина судот дојде заради гревот. И синот е пратен да не се изврши тој суд реално, туку да биде спасен човекот од судот. Уште во Еденската градина, кога сгреши човекот, Бог можеше уште таму да ги уништи, да го уништи човештвото и да почне на ново. Бог го изрече судот и веднаш вети спасение, го вети Спасителот. И тоа е големината на Божјата љубов. Иако имаше право да осуди, иако имаше право да уништи, да казни, тој реши да го даде својот син да спаси, да го спаси од судот. И тоа е Евангелието, тоа е добрата вест. За жал, мислам дека ние денес не можеме да ја сватиме во хуманизмот во кој живееме, филозофијата, светогледот кој ни се наметнува, и не можеме целосно да ја сватиме таа големина на жртвата, големината на таа љубов. Или состојбата во која ние се наоѓаме, колку била грда, грозна таа состојба во која се наоѓа човештвото во грев. Бидејќи човекот во својата природа сака да си остане така скриен за реалноста. Понатаму во следните стихови ќе го напише тоа Јован. И затоа човекот си гради филозофија, представа за себе, во која го релативизира гревот. Ги релативизира последиците од гревот. Гревот е нешто, не е толку страшно. Да, дури можеш да биде нешто пријатно, така да задоволи човечки потреби. Ако нели има психолошки некакви совети, во некој стаци добро и да грешиш, да правиш блудство. И за жал денес дури таа неопходност од Христовата жртва се смета за навреда, ако се каже дека Христос е и Христовата жртва неопходно за паднатиот во грев човештво. И кога луѓето отворено кажуваат, тоа го проповедаат, смета за нетолерантни, за груби. Како може некој да го осуди или да каже такви зборови за човештво, дека е грозно, дека е грдо? Иако самиот човек го знае, тој затоа се крие во темнината, дека е грд и грозен. Дури црквата, современата црква, запаѓа во тој релативизам, запаѓа во некакво криптопелагијанство. Божјата благодат е голема, нас не се простени веќе сите гревови, па дури и да грешиме сега не треба да се грижиме за нашите гревови. Така да живеете си спокојно. Тоа е една теологија која се промовира денес во црквите и луѓето навистина се живеат спокојно во своите гревови. Зашто умрех на Христос на крстот,
плати за нас и крај сега ние живееме радосни, срекни, независно од тоа што правиме. Таквиот живот, таквата теологија релативизира жртвата на крстот, значењето на таа жртва и во исто време се губи чувствителноста за гревот, за сериозноста на гревот. Се губи благодарноста кон Бог. Затоа ние денес немаме книги како исповедта на Августин. Пред неколку години, без повеќе од 10 години, пишував статија, артикал за годишник на факултетот во Софија, за придонесот или какво значење може да има исповедите на Августин денес. И можеби тоа е најтака суштественото, го истакнав, дека Августин буквално се разголува во таа книга. Кога, да, тој живеел во неморал како студент, во блудство, и во еден момент да има контрасти во неговиот живот, меѓутоа, за човек да ја сваќа сериозноста на својот грев, не мора да живее таков контраст, бидејќи во Божите очи тие контрасти големи не постојат. Сите ние сме во таа темнина. И кога го огрева Божјата светлина, во исповедите пишува: сето минато со кое не сакав да се соочувам, ти го изведе пред моите очи. Погледнав и видов колку сум грд. Се видов и се згрозив од самиот себе. Колку пати сме се згрозили од самите нас, гледајќи се во таа природа, реално во која сме. Да ви кажем, јас кога се враќам на моменти од животот, во минатото, се згрозам навистина, зашто гадни ми се. И кога ќе си помислам, викам, леле, не ми се живее од таквите моменти кои ми се случиле. Но, нема суд, ќе стигнеме до тоа, важното е, нема суд. Нема суд. И тоа е благодата. Но човекот денес си бара и може да најде во темнината во која да си најде некој кој што е уште по длабоката темнина. Секогаш ќе си најдеме некој кој што е уште по-лош од нас и дури на крајот ќе кажеме, јас сум светец. Ја заслужувам да имам орел, да видам светец. Да, споредувајќи се со таквите. Меѓутоа, кога ќе се погледнеме или кога ќе бидеме поставени под светлината, тогаш се гледа од што ние сме избавени, од каков суд кој го заслужуваме. Не знам дали уште Шекспировата драма Отело е задолжителна да се чита. Мислам дека ние во прва година средно читавме и кога читавме таа драма, тогаш излегоа овие дигитроните за прв пат. Од тога. Ви знаете што е дигитрони? Не знаете. Тогаш се појавија дигитроните. Да не мора на рака да множиме, делиме, собираме, на со дигитрони да пресметуваме. И секој втор дигитрон беше Касио, се викаше. Тоа е најпопуларен. Да купиш Касио, најдобар дигитрон. И се чудовме и си мислевме, сигурно Касио го ставиле на главниот лик од Шекспировото Отело. Има таму, нели, еден Касио, кој е многу убав, и еден Лаго, тие се пријатели, кој во еден момент вели, и тоа требаше да го разработуваме на писмена работа. Лаго вели, кога ќе го видам Касио, ќе го погледнам, се чувствам многу грд, многу грозен. Не дека бил до толку, но спореден со Касио. Тоа е човек споредени со Бог. Тоа е нашиот со Христос, нашиот стандард. И бидејќи ние си бараме во темнината, потемни од нас, раната на гревот не пече, не жежи. Барт, знам дека има протестанти кои не го сакаат, не го почитат, меѓутоа има многу истакнати денес реформирани професори, например Стивен Луис Джонсон, кој е еден од најзаслужните и најдобрите теолози во втората половина на 20. век од реформираните баптистички цркви во Америка, вели дека Барт е најслужниот теолог во првата половина на 20. век. Какви де?
вели на едно место сега, така малко, нели, кога кажеме за Барти, некој него мисля да не да тргнеме вече, но вели многу така луцидно кажува. Раната на гревот почнува да пече кога ќе биде изложена на прстувањето од Христос. Како кога нели на раната ќе се стави алкохол за да ја лекува, почнува да пече, така и со нашиот грев. Тој почнува да гори во нас кога ќе се исправиме пред Христос, кој го плати за нас нашето спасение. И тогаш се гледа целиот ужас пред кој сме изложени и нашата реална состојба. Така, затоа овој, кога го пишува како химна и што и да е, кога го пишува Јован, не знаејќи дали се со сигурност зборови на Христос или е коментар теолошки на Јован, така да го возвеличи Христос, да ја возвеличи неговата жртва. Колку таа жртва е голема, колку таа мисија на спасение е величенствена. Не може да има нешто поголемо во човештвото. И сега, за кого дојде? И тука зборчето свет. Зборчето светот е исто така многу комплицирано. Нек ни кажав нешто во контекстот на 16-тиот стих, но сега овде кај само во еден стих. 3 пати е користен зборот свет. И има 2 тријади користи Јован, една во 17, друга во 18 стих. Тука зборот свет е 3 пати употребен, во следниот стих па зборот верува е 3 пати употребен. Така, прави интересни семантички вакво жонглирања со цел да представи идеи. И за да го разбереме тоа за кого дојде, кој дојде, како дојде, кој да не биде осуден, добро да разбереме прво светот што е воопшто, бидејќи овдека во овој стих има неколку значања зборот свет, не е едно исто значењето. Свет, свет, свет. Зборот свет прво во обичниот говор во тоа време или космос значи свет, човештво. Да, и ние денес знаеме да кажеме, нели, свет за целото човештво. И тоа е така. Без, значи, човештво во општо смисло на зборот не во етничка, не во социјална или религиозна, воопшто зборот свет. И тоа е општата употреба на зборот свет во обичаениот речник. Јован во Евангелието и во посланијата има некакво правило на користењето на зборот свет, и тоа не е само во една смисла, туку во повеќе смисли. Например, понатаму во 12 глава, фарисеите ќе си кажат меѓу себе: гледате ли дека ништо не помага? Ете, светот тргна по него. И тоа го кажуваат, фарисеите го кажуваат кога Христос влегува во Ерусалим, онаа последно триумфално влегување. Пасха е, време на пасхални празници, таму има многу луѓе дојдени од секаде, евреи секако. Популарноста на Христос е голема, доаѓаат евреите, го пречекуваат како Давидовиот син, кој ќе, нели, формира едно големо јудејско царство, и го дочекуваат како јудејски цар. Фарисеите се незадоволни од тоа и велат: гледаш ли, ништо не помага, се трудиме, но не успеваме да ја неговата популарност да ја намалиме, еве, цел свет тргна по него. И тука, кога говори за свет, има во предвид толпи, многу луѓе тргнаа по него. И ние се не знам дали младите користат тој збор во таа употреба, ние вели шо свет се собра таму, многу народ. Во таа смисла се користи зборот свет, како толпа, множество. Во првото послание пак, ќе видиме и во 17 глава на Евангелието, го користи зборот свет Јован како оној систем кој е во темнината, под злото. Оној кој што е непријателство на Бог. Знаеме дека ние сме од Бога и прави разграничување. Ние сме од Бога, а целиот свет лежи во зло или под злиот. Така да, некој кој се Божи, а се друго, оние кои не се Божи, тие се светот. Како човештво кое е покорено на сатаната.
И во таа смисла Јован го употреба тој збор во 17-та глава, каде што Христос се моли, во првите 5 стиха се моли за себе, во таа долга молитва, потоа од 5-тиот стих до 15-тиот мислам се моли за учениците и вели: јас за нив се молам, не се молам за светот. И се тука има една додавка сиот свет. За светот е зборот, воопшто светот. Кај во нашиот превод, не знам дали во најновата така, сиот свет. Вели, не се молам за светот, и тука е онаа идеја како во 1 Јован 5:19. Туку за оние што си ми ги дал, зашто се твои. Се молам за оние кои се Божи, за Божите. Така да, тие се неколку употреби на зборот свет. Општо човештво, голема толпа и во теологијата на Јован разграничување меѓу Божји луѓе и останатите кои се во бунт против Бог, се под сатаната, и тоа е светот. Систем непријателски организиран против Бог. И сега, во нашиот текст овдека, мора да го имаме и целиот контекст во предвид, и се што кажува овдека Јован и понатаму, го има во предвид тој контекст. А контекстот е разговорот меѓу Никодим и Јован. Значи, Никодим доаѓа од фарисејски позиции, како фарисеј, со своите фарисејски убедувања. И кога ги пишува овие работи, Јован, има во предвид таа дебата меѓу него и Никодим, и потоа или се тоа зборови на Христос, или е коментар на Јован, но насочен кон верувањата или против верувањата на фарисеите. И во таа смисла, во овој 17 стих, кога пишува дека го испрати во светот својот син, Јован има во предвид во човештвото. Тоест, не го испрати во Јудеја кај јудеите, за да ги спаси јудеите. Зашто тоа е очекувањето на фарисеите. Сигурно и Никодим, како еден од фарисеите, верувал дека кога ќе дојде Месијата, тој ќе дојде прво со две основни цели: да воспостави славно јудејско царство, и второ, да ги осуди неевреите. И кога овдека Јован пишува дојде во светот, говори за светот воопшто. Во светот, независно од етничката припадност и така натаму. Дојде и за јудеите, и за неевреите. И тоа е првото значење. Меѓутоа, после во другите, да не го суди светот, веќе, кога говори за него, го ограничува, почнува да го ограничува значењето на зборот свет. И јас сметам, и повеќето сметат, дека кога говори за светот, да не го суди, да не биде осуден, не мисли на секој во светот, зашто? Или ако веруваме дека дојде овдека, за да не биде светот осуден, туку да биде спасен, значи сите ќе бидат спасени. Има универзализам во спасението. Но ние сме сведоци дека многу луѓе секојдневно ги гледаме, одат во бездната за секогаш неспасени. Или пак, некои велат, не, тие не од во бездната, туку во Божјата љубов сите се спасени. Нема таков контекст овдека. Исус дојде во светот, во човештвото дојде, за да не го суди светот, туку да биде спасен, и тука веќе има едно ограничување. Кој ограничувањето, кој е критериумот за ограничувањето, се дава во следните стихови, каде што веќе пак клучниот збор е вера. Верата, кој ќе поверува. Дојде во светот, дојде во човештвото, за да не биде суден светот, и тука веќе ограничува во светот, прави разграничување на некои кои што ќе одговорат правилно на основниот критериум. Има основен клуч како откривање за состојбата на човекот. Дали е осуден, веќе осуден, или пак е спасен. Продолжува, со судот и вели: кој верува во него, нема да биде суден. Значи, дојде во светот, за да не биде суден светот, туку да биде спасен преку него,
И продолжува. И сега во светот, во тоа општо човештво, кој верува во него, нема да биде суден. И во продолжение тој ќе расшири терминологијата, опишувајќи кој е тој него. Но овдека само говори за него. И за да го засили значењето на верата, употребува граматичка форма кој не е најсоодветна. Би требало тука да има, сега како во него да биде во дативна форма, во која нема да има потреба од предлог, меѓутоа употребува форма со предлог. И некој би кажал, ама ова не е правилно граматички и ова не знаел добро граматика. Тој не е елин, е евреин. Идејата овдека, акузативна е формата, за да со предлог, за да го додаде она во него. Падежите служат за да нема предлози, за да го олеснат говорењето. Например, српскиот јазик во една реченица има помалку зборови, отколку ако го преведеме, зашто ние ќе додадеме и предлози. Има само оној последниот, предложниот падеж е со предлог. И овдека прави таков исклучок, за да каже во кого, со предлог, во него. Или ако сакаме да го преведеме така правилно, би било оној кој ќе се довери во него, ама целосно ќе се довери во него. Ќе се предаде, ќе се потпре само на него. Како начин за спасение. Како само оној кој за своето спасение се надава само на Христос и на ништо друго, тој нема да биде осуден. И пак тука треба да ги имаме во предвид контекстот. Никодим доаѓа со прашањето како да го видам Божјото царство. Што треба да направам за да го видам Божјото царство? И Христос што му вели? Роди се од озгора. И потоа продолжува, нели, со верата. Само оној што верува во Христос, тој е роден од озгора, само тој ќе го види Божјото царство. Само тој нема да биде суден. Тој ќе има вечен живот. Секоја друга надеж е измамлива. И тука тоа е акцент во него. Само оној кој верува во него. И тоа е она учење на благодат, тоа е благодата во спротивност со сите останати учења на дела. Соборот во Трент е Вселенски собор за католичката црква и е некаде од 1545 до 62 година, средината на 16 век, кога реформацијата во Германија, Холандија, скандинавските земји веќе готово факт. Само неколку години после почнувањето на Трентскиот собор ќе биде таа Аугсбургски мировен договор во кој што протестантска Германија ќе биде факт. Како и да е. На тој собор е, меѓу другото, поканет и Лутер да учества, и протестантите, иако е католички. Соборот е антиреформаторски, контрареформаторски, т.е. католичката црква, не знаејќи што да прави со реформацијата која се повеќе зема замав, решава да ги собере епископите со решенија како да се спротивстават на реформацијата. И, меѓу другото, Лутер е кај, меѓу тој не оди. За мене било интересно, ако одеше, ако му бев пријател, тогаш не знам што ќе кажав, ама од денешка перспектива ми е жал што не отишол. Знаете ли зошто? Една причина. Едно од решенијата, од главните решенија, клучни решенија на соборот е да бидат прекинати индулгенциите дека не се правилни. А со тоа почнува реформацијата. Со тоа всушност започнува Лутер во Германија. Така да ќе го видеше својот триумф тама. Како читат, веќе се забрануваат индулгенциите и тоа од папата кажано. Како и да е. Но една од... И таму ќе имаше добро поле за дискусија, зашто една од решенијата на соборот во Трент, кој треба да биде контрареформационо, контраучењето на реформациите, е проклет да е оној што мисли дека човек е спасен, ако само се подпира на Исус Христос. И тама ако беше Лутер ке треснеше на маса, ама не е отишол добро. Може би се плашил дека ќе го снајде судбината на Јан Хус на 100 години порано во Констанца. На слична ситуација.
А Јован го пишува токму тоа овдека. Само на Христос. Кој ќе се довери на Христос, нема да биде суден. Зашто? И се тука, јас сум напишал юридистичко спасение, учење. Имаме една правна состојба. Тоа е правно спасение. Затоа се вика юридистичко. Сите ние сме, тоа јасно ќе го каже во следниот стих, сите ние сме во судница заради нашиот греф. Сите ние сме бунтовници, грешници пред Бог. Над нас е Божиот гнев, Божиот суд. И Христос што направи? Јагното Божие кој го зеде гревот на светот. Го зеде гревот на нас, на себе. Ја зеде казната за гревот. Пострада и прогласи праведност, наша праведност. Платено е, завршено е. Казнат сум. Човештвото е ослободено од судот. Верата е начинот на кој ние се поистоветуваме, се соединуваме со Христос и се она што тој го направи на крстот, сето дело станува наше дело. И затоа вели Јован, нема суд веќе. Нема да биде суден или тој не развива. Тој не ја развива таа юридистичка доктрина за спасението. Павле го прави тоа добро во Римјаните 7-8 глава. Нема веќе осудување. Крај. Нема осудување. Бог нема да го осуди веќе оној кој е во Исус Христос. Завршена работа. За нас нема судница. Ние сме извадени од Божјата судница. Оној кој верува. Оној кој се доверува целосно на крстот. И тоа е проблемот на Никодим. Пак се враќаме на контекстот. Никодим оди кај Христос и го прашува што да направам за да го видам Божјото царство. Уште што треба да направам? Па многу направил Никодим. Го почитувал законот, постел, се молел, се посипал со пепел, жртвувал, се мил раце. Се оно што бара законот. И на крајот пак вели, уште нешто сигурно треба да направам. Знаете зошто? Зашто ако се доверуваме на делата, тогаш не знаеме кај сме. Ако Бог е горе, до кај сме стигнали, колку сме се искачиле. Доволно ли е? Или не е доволно? Знаете, сите учења на дела има таа концепција за митарствата или скалата по кој се качуваат. Оваа икона е од Синајски манастир, православен. Оците на црквата, уште Кирил Александрски почнува да го говори тоа, дека после смртта човек поминува низ митарства или царинење. Митар е цариник. Тоест, ке си искачиш на едно скало и доаѓа царинарникот се овие демоните тука и ти кажува греф што си направил. А пак ангелите горе, се не се гледа, тие си со крила горе во кеошето, пак ќе кажат добро дело што си направил. И продолжуваш на следниот царинарник доаѓа. И ти кажувал друго лошо дело и треба ангелите од твојот живот да извлечат добро дело. Тука влегуваат, тука се смет, тоа е нели како една штаделница, како нашо пропадна, како се викаше сега. Да, и вчера имаш нешто, се збореше некој исто така, загубиле пари. Таа штаделница е на светиите, кои ти треба да се може ти додадат, така да напреднуваш. И исто така и ове долу пак се живите, ти не се светии, тие немат ореоли, обично се молат за тебе да поминуваш повеќе скали. Ако стигнеш до некој момент во кој што веш паѓат луѓе, ако стигнеш до некој момент во кој што веќе нема добро дело, не си направил доволно и доаѓаат те влечат и паѓаш у пеколот. Тоа е Никодим уствари. И он живе во таков систем. И он вели, кој ќе се довери на Христос, нема за него суд. Нема скали. А тамо па Исус гори интересно ги чека. Само он ги охрабра, ајде. И ништо не прави повеќе. Не, кој е... Тој може на последното да те фати за рака само. Најгоре ако се стигнал. Кој ќе
се довери на Христоска спасение, тој е спасен. Нема осуда веќе, вели Павле, за таквиот. И продолжува, а кој не верува, веќе е осуден. И се тоа, и кај нас тоа веќе е осуден, се осуден. Тој се е осуден. Како што секој е осуден, нели? Додека не ја прифати верата во Христос. Тоа е таа една мајсторска изјава. И се додава, ако во предходната реченица само напиша во него, оној кој ќе верува, оној кој се доверува во него, тука продолжува, оние што поверуваат, оние што не веруваат во името на единородниот Син Божи. Ова е најдолгата фраза за Христос што е напишена во Новиот Завет. Името единородниот Син Божи. Зошто пише така долго? Прво, и тоа е проблемот, тоа е камерот на сопнувањето за Никодим. Единородниот Син Божи е Месијата. И Месијата не дојде за да ги спаси јудеите, да ги отврли паганите. Туку тој дојде да умре за сите. Тоа не можат да го прифатат јудеите. Ние толку време се мачиме, исполнуваме, вршиме од Мојсеевиот закон, Божи народ, и сега доаѓа Месијата, демек да ни каже дека не сме право и треба во него, само на него да се надеваме, не на своите дела. И се ова што го пише овде кај Јован е тој контекст. Контекстот е тој. За тие што фарисеите што го отврлија Исус. Меѓутоа, тој камен за сопнување останува камен за сопнување до ден денешен за човекот. И Јован го вклучува сето тоа. Секој оној што ќе се посомнува, кој ќе отфрли, кој нема да поверува во името, ако говори за името, не говори за име како чисто синтакс, како семантика, туку личноста, делото, него како природа, како единороден Син Божи, тој си е осуден. Тој си е во суд. Зошто? Всушност, тоа е состојбата на човекот. Човекот во својата природна состојба си е осуден, деца на гневот. Сите сме осудени, сите заслужуваме пекол. Верата во Христос ослободува од судот. Отфрлањето на единородниот Син Божи ја потврдува вината за судот. Така да, Христос е критериумот, тоест доказот за вината. Дојде Бог на земјата, понуди спасение, го отфрлија. Со тоа, нивната вина е откриена, јасно представена нивната бунтовна состојба. Човекот живее во бунт против Бог. Христос доаѓа како спасител, нуди спасение, човек го отфрлува. Со тоа се потврдува неговиот бунт, неговата вина. Брус, коментирајќи го овој текст, дава така една интересна илустрација, негово лично искуство, кога бил во музеј во Лувар, таму се уметнички дела кои се докажни дека се такви на Да Винчи, мислам Мона Лиза беше таму. И во таа група имало некој познат американски поп пеач. И кога ја видел сликата, викнал или кажал куп ѓубре. Знаете, но на американски со псовка јазик. Едно дело кое е докажано дека е ремек дело. И додава, нели, Брус и вели, оцената или ставот што тој човек го дава за сликата и открива неговата состојба, не сликата, состојбата на сликата. И тоа е ставот на човекот паднат во греф, осуден од Бог, во однос на единородниот Син Божи, и открива само неговата падната бунтовна состојба. Како бунтовник против Бог. Не го менува фактот кој е Исус. Фарисеите правеа што правеа, но не успеа да го побијат тој факт дека тој е Месијата. Тој некој што дава спасение. Само трупеа на своето зло уште поголемо зло. Само се откриваш уште повеќе нивната состојба на темнина, на греф.
човек кој го отварил Христос и открива својата реална состојба. И всушност понату ќе заврши овој текст на Јован од 3 глава со она предупредување многу сериозно. Не знам дали го имам тука. Да. Кој не верува во Синот, нема да види живот, но гневот Божи, и сега тука во едно време не е тука, во сегашно време, едно постојано време, гневот Божи постојано си пребива, виси над него. Тоа ќе збориме следниот пат. Тоа е тоа. Гневот Божи си виси над човештвото, оно што го отврало Христос, си останува да виси гневот Божи. Се до еден момент кога тој ќе се излее, ќе се истори. Така да нема иден суд. Има само остварување на таа пресуда. И тоа продолжи, он се прави сосема свесно. И каже, ово и пак два пати, и во 19-20 стих, ово суд е затоа што светлината дојде во светот, но не ја сакаат, но повеќе за сака темнината, отколку светлината, зашто нивните дела беа зли. Затоа што секој што прави зло, ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат разоткрени нивните дела. И тука има пак оно причини, повторно, зошто тоа го прави човекот. Но јасен е свесниот избор. Дојде светлината, меѓутоа луѓето повеќе ја засакаа темнината, како еден избор што го прават. И зошто сакат повеќе светлината, а темнината? Зашто нивните дела се зли. И зошто ја сакат темнината? Зашто во темнината не сакаат да се видат нивните зли дела. Се кријат. Значи, светлина, темнина, тоа се тие фрази што ги користи Јован во своето Евангелие и посланието често пати, посебно во прво послание. Христос е светлината, како синоним на вистина, на правда, на добрина, во спореда со темнината која е зло, измама, неправда, греф и така натаму. И кога доаѓа светлината, кога светлина ќе огрее една просторија, таа осветлува. Никош светлината кога ќе огрее не ги прави работите уште понејасни. Напротив, ако во темнина не ни јасно што има, кога ќе пуштиме светлина, гледаме што е. И тоа е целта на Христовото доаѓање, не да ги направи работите понејасни, не да ги збуни уште повеќе луѓето, туку напротив, во таа светлина во која се огреани, да видат, да разберат, да им стане јасно. Да видат дека нивните дела се зли и не доведуваат до спасение. Што и да прави човекот од законот, нема спасение. Колку и добри дела да прави, на крајот на краиштата тие дела не доведуваат до спасение. И кога дојде светлината, луѓето се сокрија, побегнаа, во темнината си отидоа, зашто светлината ја открива реалната состојба. Таму, бидејќи нивните дела се зли, се сокрија да не се гледаат нивните дела. И тоа е јасно. Спрџан користи таква илустрација, вели, како што солта ја осолува секоја капка во Атлантскиот океан од Европа до Америка и од север до југ, не знам кај се протега, и ако една капка земеш од било кое место на Атлантскиот океан, ќе го осетиш солениот вкус, така гревот ја поразува секој делче, секоја клетка од човечката природа. Кај да чепнеш, ќе го видиш гревот. Очигледен е. Меѓутоа човекот што прави? Едно што кажав, почнав на почеткот, го релативизира, се крие во темнината, сака да се представи како добар. И таа јаснотија на гревот, на паднатата човечка природа не важи само на големи разбойници. Пак ќе кажам, овдека Јован го има во предвид Никодим и фарисеите, кои биле добри, кои правеле добри дела. И тие исто така се во грев. И тие се во темнина, сокриени. Никодим дојде во темнина вечерта кај Христос. Во ноќта, да не биде виен, да биде сокриен. И тоа е реакцијата на човекот во природната состојба на светлината. Ако имате дома бубачки, тоа е лебарки, бубашваби, како се вика, глувци, и влезете вечерта, насред ноќ,
запалите светло во кујната, сте искусили таква ситуација и на работната маса на шпоратот ќе се растрчаат тие, а како Формула 1 кога почнува трката на Формула 1, сите колите, не знаеш кој ме трагата. Веднаш и брси се не можеш да ги стигнеш ако што прави? Бегат во темнината. Таков е човекот под дејството на светлината. Ќе огрее како лебарки почнуваат луѓето да бегат, да се скријат во темнината. Зошто? Зошто делата им се зли, да не им се видат делата какви се. Потоа ќе направи споредба со оние кои што творат во светлината или дејствуваат во светлината. Тие се поинакви. Сакат да ја угасат, да ја... Ако му пречи некому светилката, ќе фрли камен за да ја скрши, да не свети. Крадците ги кршат рефлекторите, за да можат да влезат и да ограбуваат. Темно. Фарисеите истото го направија. Почна заговор против него и го убија. И беа радосни. Го убивме. Слава на Бог. Се спасивме од овој. Како сте гледали такви клипчини, мали дечники, на западат 2-3 свекички на роден ден, ке дувни сите, се радуваат, ама нели има ефект на оганот, да исчезне за малко и за 3 секунди се враќа пак. И така и со Христос. Се зарадуваа фарисеите, го погребавме. И на третиот ден пак се појави. Се што ќе правиме? Пак ќе лажеме, го крадоа телото. Ама делото не може да го сокре. Цел Ерусалим беше офатен. Цела Јудеја, Самарија, целиот свет. Тоа е неразумната постапка на човекот. На среда зборавме за тоа, за сатаната како крадец, колку е неразумен. Неразумен е човекот е многу разумен за математика, за технологија, да прави алгоритми, ама кога ќе дојде прашање за неговиот греф, за неговата состојба, тој е неразумен. Да, ако и денес Христос дојдеше, пак ќе сакаат да го убијат. Денес не можат. Тој е таму горе на престолот, ама фрлат камења, се обидуваат вистината да ја сокријат, ги палат книгите, Библијата, ги затвараат христијаните, сакат да ги замолкнат. Зашто им пречи на луѓето светлината. Не го прават тоа со муслиманите, го прават со христијаните. Зашто им пречи на човекот светлината и се обидува да ги... Исто само ги влошува работите. И тоа е она што му кажа, нели, на Никодим. Ти треба да се родиш од озгора. Не можеш да ги сватиш тие работи додека не се родиш од доскора. Нема да ја прифатиш твојата состојба додека не се родиш од доскора. Не може човек да го прифати Евангелието ако не се роди од доскора. Нема да ја прифати вистината ако не се роди од доскора. Затоа му кажа, ти треба да се родиш од доскора. Како можеш ти да убедиш човек да се откаже од нешто што го сака? Он сака да е во светлината. Колку и да го убедуваш, нема да го убедиш. Како можеш да го убедиш да се откаже од нешто или да направи нешто што не сака да го направи? Тоа може да го направи само Духот. Кога ќе роди нов човек, ново срце, тогаш човекот ќе ги види работите. И тогаш човекот ќе засака светлината. И тогаш човекот ќе се стреми кон светлината. Затоа, да се молиме, не да ги обидуваме луѓето, да се молиме во нашето сведоштво, Духот да действува, Духот да ја врши тој процес, да им даде нови срца, да им даде нови души, нова природа, да станат нови созданија, во кои што ќе и бидат избавени од таа состојба. Така. Ти треба да се родиш од озгора, му рече на Никодим. И на крајот, тоа ќе завршиме, а оно што твори, вистина, и тука не е збор што, да, збор што поиел, тука поема, збор што, значи, творба, меѓутоа, исто тој збор има широко значење, практикува, извршува, живее и така натаму. Оној што живее според вистината. Оној што верува во Исус Христос. Оди кон него, кон светлината. Зошто? Бидејќи неговите дела се од Бога извршени или преку Бога извршени, нели? Тоа е предлогот, со Божјата помош, преку Бог се изврши, заедно со него, тој ги прави во нас и тој не се срами, сака да ги покаже.
Првиот ги одбегнуваат светлината, зашто неговите дела се зли, а пак оние кои се во вистината одат кон светлината да се видат тие дела, не да парадираат, туку да биде прославен Бог, зашто негови се всушност тие дела. Тоа се Божите дела. И тоа му вели, тоа идејата, пораката на Христос до Никодим. Излези од темнината. Дојди во светлината. Не се кри таму. Дојде во светлината. Зашто глупаво е човек да оди во темнина. Ако би имали избор дали да одиме по осветлен пат или пат без светилки во ноќно време, сигурно би избрали осветлен пат. Не знаеме има ли дупки, кај ќе заврши, какви се опасности има. И сепак човекот во својата духовна состојба решува да оди во темнина, по темниот пат. И на крајот на краиштата живот во темнина не останува така. Судот не останува неизвршен. Ќе бидат огреани пак еден ден. Знаете, колку и да, како лебарки да се криеме, да бегаме во темнина, еден ден се ќе биде откриено. Сите наши лебарки во животот кои ги криеме, ќе излезат на површина. Како што нели има една изрека, тајните на земјата се јавни скандали на небото. Тоа е сокриените работи на земјата се јавни скандали на небото. Доколку не бидат покриени со Христовата крв. Еден ден секи се открие, ќе дојде Христос, секи излезе на виделина. Нема да може да се скриеме во некоја темнина. И тешко на оние чиишто дела, чиишто греови не се покриени со Христовата крв. Божиот гнев ќе се струполи над нив. Само крвта на Христос, само верата, само оној кој ќе се довери целосно на Христос, над него нема суд. Тој е спасен од судот. Нашата доверба е само во Христос. И кога, и со ова завршувам, Витфилд проповедал од овој текст во Америка, во Филаделфија, во негово време Филаделфија бил главен град на Америка, и во судската зграда на Филаделфија се напишани тие сите важни закони во Америка. И бидејќи имало многу луѓе на главната улица таму каде што се тие јавни институции, го повикале да се качи на балконот на судницата и од таму да проповеда. И проповедал во еден момент застанал и погледнал кон небото и викнал: "Татко Авраам, има ли таму горе епископалци?" "Не, нема." "Аха. А има ли пресвитеријанци?" "Нема и пресвитеријанци." "А добро, а сепаратисти има ли кон грешаните?" "Нема и сепаратисти." И тогаш какви има? И продолжува пак со неговиот глас и вели, кај беше, да. "Ние на небото", демек Авраам говори, "ние на небото не ги знаеме тие имиња. Сите што сте овде се христијани, верници во Христа, луѓе кои победија со крвта на јагнето и со словото на неговото сведоштво." И потоа и заклучува, вели, погледнува кон луѓето, "Дали е така и овде? Господ нека ми е напомош." Ништо да не биде нашата слава, нашата химна, нашата гордост, освен Христос и неговото дело. Да не се надеваме на ништо друго и да не ни значи ништо друго, освен Христос во нашиот живот. Тоа вели Јован. Целосна доверба само во Христос. Зашто тој е оној кој што не спаси. Тој е оној кој што не избавува од судот. Тоа оно што нема да разочара никогаш. Знаете ли колку големи човечки авторитети разочарале многу луѓе? Само Христос не разочарува. Тој е суверен, непроменлив, семоќен, вечен Бог. Веќе тој на крстот зеде нашиот грев, ја плати казната и објави правда. Оправдани се. Немат никаква вина. Дојдете во царството на небесниот татко. Тоа е поканата на Христос. На крстот. И ние сега ќе го славиме крстот. Само крстот.
и жртвата на крстот. Ке славиме Господна трпеза, навраќајќи се на делото на Христос, кој го обезбедува нашето спасение. Таму, со скапа жртва, беше извршена таа Божја спасителна мисија за нашето спасение. Дека се исправиме, се помолиме и после ќе пристапиме кон извршувањето на Господната трпеза. Татко Небесен, ние ти благодариме за тоа твое славно дело, кој ти го изврши за нас. Ти благодариме што го прати твојот единороден Син Божи, најскапото што го имаш за нашето спасение. За судот, за нашиот грев, судот за кој имаме целосна вина, одговорност, не се изврши врз нас, туку врз твојот Син. И ние ти благодариме за тоа. И се молиме, Татко Небесен, давај ни се по длабоко сознание за таа жртва. И нека, Господи, не пече гревот. И секое дејство кое не е според Твојата воля. Дај ни таква чувствителност, каква што имал и Августин и другите големи посветени луѓе на верата, да плачеме кога грешиме и да бараме, Господи, со длабока жет, опшне со Тебе во кое што доаѓа обновувањето. Нашето покаянието пред Тебе да биде, Господи, нашиот живот како резултат на таа чувствителност со дејството на Твојот Дух во нас. И се молиме, Господи, за една неизмерна благодарност кон Тебе, за тоа дело на крстот. И се молиме сега додека ќе го правиме тоа, ќе јадеме од левото, од виното, нека Твојот Дух ме подсетува, нека го вкоренува тоа слово подлабоко во нашите срца, за да оттамо се роди богат плод на Твојот Дух. Плод на љубов, на благодарност, на трпение, на посветеност пред Тебе. Се молиме, Господи, веќе сме несовршени, грешни, прости ни. Облечни повторно во Твојата светост и праведност, достојни, Господи, во Твоето достоинство, да пристапиме кон Твојата вечера. Во името на Христос, нашиот Спасител и Господ, се молиме. Амин.